Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ на престојните парламентарни избори, кои ќе се одржат на 8 мај, настапува со сериозна програма насловена како платформа 1198, со многу мерки и проекти, кои произлегуваат од вас граѓаните, чии потреби и проблеми ги слушавме и анализиравме изминативе години. Во фокусот на новата влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе биде спортот, грижата за спортските работници и грижата за млади. Ќе издвоиме по 1 денар од секој литар наточено дизел гориво, кое директно ќе биде наменето за спортот. На годишно ниво, со овој износ на средства ќе се обезбеди зголемување на државно инвестирање во спортска инфраструктура, поддршка на професионалниот и масовен спорт, континуирана едукација на наставниот кадар во училиштата и спортските работници и вложување во науката за спортот и младите. Во текот на мандатот се обврзуваме да изградиме национален спортски центар кој ќе опфаќа фудбалски стадион, изградба на голема спортска сала и повеќе сали согласно со потребите на колективните и индивидуалните спортови. Административниот простор за спортски федерации во соодветни капацитети, конференциски сали, фитнес сали и спортски музеи. За оние деца кои се талентирани, а чии семејства немаат доволно финансиски средства, државата ќе субвенционира месечна чланарина во спортските клубови. Агенцијата за млади и спорт ќе се трансформира и ќе прерасне во посебно Министерство за спорт. Во рамки на Министерството се предвидува посебен сектор за управување со спортската инфраструктура за сите државни и спортски објекти да бидат под надлежност на Министерството. За сите спортисти кои ќе докажат дека во минатото биле професионални спортисти, ќе возможиме под одредени услови да го откупат стажот за да го осварат правото на пензија. За оние кои се активни спортисти во овој момент, ќе разгледаме различни модули за уплаќање на надомест за пензиско осигурување. За младите ќе воспоставиме и подобриме мерка Купи куќа за млади, преку исплаќање на субвенции на месечна рата за изградба на куќа или исплаќање на субвенции за почетно учество при добивање кредит за изградба на куќа. Предвидуваме продажба на државно неизградено земјиште по повластена цена по метар квадратен. Ќе поддржиме енергетско ефикасно реновирање на домовите за млади. А врвен приоритет ќе ни биде создавање на услови за намалување на листата за чекање за прием во детските градинки. Почитувани, овие проекти ќе ги реализираме само ако заедно со вас на 8 мај излеземе да гласаме во што поголем број. Ве повикувам да гласате за број 2 и да дадете поддршка за претендичката листа на ВМРО-ДПМНЕ и кандидатот за председател Гордана Силјановска Давкова. Број 2 за нови проекти, број 2 за горда Македонија.